Драги приятели, си мислев дали да пишем текст или преко видео порака да ви објаснам оно што се случува во моментот на политичката, мислам на светската политичка сцена. Тоа ме испровоцира една емисија синоќа што гледав на еден голем аналитичар. Веројатно ќе се сетите кој не е толку важно, но многу ми е повише важно да ви објаснам и побитно што се токму случува на светската политичка сцена, особено кога се во прашање Русија и Западот. Кој што е познато во неделата, Навални се врати од Германија во Русија, но русите беа толку умни, го пренасочи авионот и директно го однесе во затвор, така да го причека само десетици. Враќањето на Навални, воопшто аферата Навални е направена уште мината година со цел да биде подготвен за годинашни избори во Русија. Значи, многу провидна игра на Западот, кој русиве брзо ја прочитаа, бидејќи година во Русија треба да се случат парламентарни избори или избори за Думата. А потоа дека председателот на Русија, господин Владимир Путин, и даде големи овластувања и на рускиот премиер, Мицушиновиот, и на самиот парламент. Значи, овој овластување, голем дел од нив пренесе на рускиот парламент или на Думата и на самиот премиер. И од тие причини Западот се обидува прво да ја сруши Думата. Значи, затоа започна минатата година проектот Навални и не трагикомично е што изнесува Навални при враќањето, дека наводно бил затруен преку долниот веш или гаќите, така наречени. И тука малку е комично, ја се прашувам со што го русиве преку гаќиве, мислам, дали со новичок отровот или упрашање со сперматозоиди нечии од агентите, се шегува, нормално. Значи, нема теорија. Во меѓувреме, руските власти, ако навистина беше затровен, а Навални познато дека е диабетичар, значи, ој е паднат во кома од нискиот шекер. Инаку, ако беше затворен, Русија немаше да го пуштат на лекување во Германија, тоа се знае. И наводно германските институти, а внимавајте, овој е испитуван во американска база боена во Германија и наводно затрован со новичок. Бојниот отров, тоа нема врска. Ако беше така, како што рекол, Русија немаше да го пуштат. И сега Навални во еден момент се враќа, бидејќи која што е познато, кој што веќе рекол почетокот, се подготвуваат парламентарни избори или избори за Думата во Русија. И него сметат, преку него сакаат да направат една каша, да кажем, во тие избори, но е немоќен и прочитан и во руските, и кај рускиот народ и вака. Со тоа што самото десетици, на друг авион, ако било, може би од веќе го причекале, но тоа е сега најмалку битно. Битно е што тоа е толку провидна игра и што најсмешно во моментот Германија бара од Русија да покрене кривична пrijava, замислите, против тровачите на Навални. И Лавров многу остро одговори на германците, дека внимавајте, партнери сме, што правите, кажете врз која основа ние да покренеме кривична пријава. Баравме од вас отворена соработка, да ни дадете доказите со што е отровано, дека е отрован Навални, значи Александар Навални, или било какви докази. И нудеше и отворена соработка со истражните органи на Русија, што Германија нормално одби. И сега, значи, по налогот на Западот и да се скрене вниманието за оно што се случува на Запад, особено во Германија, Навални го враќаат во Русија, сам се враќа, нормално и рускиот државјани го примат,
Но Навални пред това имаше кривични и пресуди, така да скоро около 10 години затвор и да се веднъж пренесен во затвор. Но без разлика на тия пресуди, пред да започне ова глупа игра, мислам за него самиот, Навални беше осуден, но руските власти, за да не предизвикуваат безпотребна промоција на Навални, не го затвара веднаш и го пуштија да видат до каде Западот игра со него. Тоа што се однесува до Навални е малку смешно и провидно, но е една пострашна работа што сакам да ви објаснам во врска со вакциниве. Се покажа дека Pfizeровата вакцина убива, не само во Норвешка, многу други места. Ако ќе погледнете русите, значи веќе на почетокот не сака и не препорачува да се вакцинираат луѓето на 60 години со нивната вакцина. Зошто? Значи вакцината на Pfizer, Moderna и другите се направени од една причина да се уништат старците поточно и зошто прво почнува со старичките домови. Во многу мои јавувања и текстови кажува дека во секоја држава најголем фонд се пензионерскиот, здравствениот, тек потоа доаѓаат војниот, за внатрешни работи и така натаму, но нормално во силни држави кај што се војни Русија и САД и Кина, такви, прво е најголем војниот фонд. Значи, сепак, социјалната или здравствениот фонд и пензионерски фонд не могу носат пари во секој буџет и не могу треба да се изведат. Во тие причини Западот бидејќи во еден голем економски колапс. А во многу мои ја виде вака порака или пак. Така се и кажав дека најзадолжена е САД, па не е Велика Британија, трета Германија, четврта е Франција. И сега кој ќе замислиш колку се одвојуваат за овие фондови, се прочита Pfizerovата вакцина која е причината, и сега постои голем отпор за примање на самата вакцина. Умираат сосема здрави луѓе. Се види дека самиот вирус, коронавирус, представува бактерија која ги предизвикува тромбоцитите. Нормално тука кај постарите луѓе циркулацијата е послаба и побрзо доаѓа тој кај хронично болните, особено кај диабетичари и така натаму. И сега што почнува, мене ми е интересна работа што се случува во Србија, толку наивно делуваат. Они почнаа исто прво со старички домови вакцини и здравствените работници. Има една песна, прво се пееше, кој каже, кој лаже, Србија мала, но мислам дека активно председател на Србија Вучич ќе докаже дека навистина мала со употреба на Pfizerovите вакцини и Moderna беше и внесе. Инаку Русија е интересно која работа во вакцините, она знаеше дека вакцина не се прави толку брзо, но мораше да испради заштита за поздравото население, затоа кажа на 60 години да не се вакцинираат, се уште не се, иако сега допушти, која е нормално доработена таа нејзина вакцина, и втора работа, Русија, за разлика од Pfizer, Moderna и другите, и допушта на сите земји, кои имаат можност за производство на вакцини, да направат договор со Русија сами да си ја произведуваат вакцината. Што значи, многу е побезбедно ако се опште прима вакцина. Тоа што се инаку, мора да се каже дека Pfizer тука и Moderna произведа многу вакцини. И тука се опраша многу пари, инаку позади нормално Pfizer, Moderna и сите тие стои банкарски картел начело со Роштил. Знаем дека Роштил и Торкал во Србија го купи, иначе најпознато беше во Југославија за производство на вакцини. Значи, ја ве предупредувам, многу кој прашам Pfizerovата вакцина да се внимава, не само граѓаните и државата, подобро да задоцнат до 3 месеца, бидејќи тоа е опасно за самите граѓани, но и за нивните семејства. Втората точка која би сакал да одработам вечерва, тоа е Балканскиот гасовод или Балканскиот ток, како сакате кажете.
кој преку Бугарија дојде во Србија. Тоа е многу паметна игра на Владимир Путин, председател на Руската федерација, ја го знае тоа. Иначе главната цел не е на Русија Балканскиот тек, тоа е Турскиот ток. Или тек, или поток, како сакате кажете, гасот. Ако ќе земете во обзир колку е цевковот на Балканскиот тек е мал. Тоа е само за задоволување на Србија и Бугарија. Но, значи, Бугарија преку Русија доаѓа. Но зошто се одбрани овие две земји? Во овие две земји на власт луѓе донесени од Западот. И со само проток на овој Балкански гасовод, автоматски е нападната позицијата и на Вучич и на Бојко Борисов. А знаеме дека Бојко Борисов и во Бугарија годинават имат парламентарни избори, а со гасовод они сврте грбот на американците, затоа американците веќе отказано годинава. Ако се добро сеќавате, пишував, мислам за тоа, кога имаше протести во Бугарија, кој народ се крена пред собрањето, место Каркачанови на влашće од Русија, а поголем бугарин од бугарите, место да го обезбедува собрањето на Бугарија го обезбедуваше, или парламент, како сакате кажете, американски маринци, што е нелогично. Ова е министер военшик од бугарите или министер за одбрана, значи требало они да обезбедуваат војската или полицијата, не е важно кој, а не американците да обезбедуваат бугарско собрание. Значи, овие гасовите двата се пуштени од тие причини. Нормално дека Србија треба ефтин газ и Бугарија. Инаку Борисов, за да се покаже добар уште кој дојде на власт, значи раскина 3 договора која претходната влада на Станишев ја беше подпишала со Русија. Тоа беше за гасовод Андрикополис, за атомската централа Белјан и така натаму. Така да, мислам, наскоро очекувам Бугарија да се соочи со голем проблем со струјата, баш поради изградувањето на атомската централа Белјан, во која чак и Македонија имаше вложено средство, значи требаше ние да добиеме таа струја. Тоа што се однесува до овие два гасовода, и третата тема што сакам да обработам ако кратки црти, тоа е САД. Моменталната ситуација во САД. Тука и Кина се приигра, кажа во еден текст, позади сето ово стои Кина. И позади коронавирусот. Интересна работа, например, пред малку погледнав, загаденост е само 16%. Јануар сме, значи се ложат печки, коли се, нема загаденост. А знаете зашто нема? Бидејќи можеби не работат по пун капацитет индустрија, ама и тоа не е причина. Причина е што ако добро сега погледнете, никаде не слушаме авиони, нема запрашување. И секој прашање за запрашувањето, интересна работа е, само Кина не дозволуваше да се запрашува. Во Русија беше контролирано запрашувањето, а зошто беше контролирано? Путин дозволи да се запрашува, за да знае со каков непријател треба да се соочи, да биде со што запрашуваат и да биде подготвено нивното здравство. Тоа е причината. Инаку Кина го форсираше Бајден, има вложено многу средства и во него и во неговото семејство, во демократите, во многу конгресмени. Значи, буквално Кина последните 5 години владее со САД и тоа го уочи уште активно представуваше владе на Доналд Трамп и затоа би трговска војна на Кина. И се Кина за отргне Трамп заедно со дабоката држава, со Роштил, со Бил Гейтс и така да не ги редам, се создава вирусот, коронавирусот, која да уништува американската економија, за да можат кинејци понатаму да купуваат брендирани фирми без пари, бидејќи по дисконтни цени, мислам, они почнаа да владеат со Америка уште со купување на Чикашката берза, најстара берза во Америка, околу 160 години е. Стара беше главна берза
по нивното купување Америка мораше својата берза да спои со британската берза, че има заедничка берза, а банкарскиот картел, поточно Ротшилд, кој инаку држи фармацевтската индустрија, својата берза во злато од Велика Британија префрли во Кина. Тука се самиот колонизатор прашува, бидејќи и самиот кажа дека по коронавирусот мора да се случи, значи не може да се избегне конфликт меѓу Кина и САД. Се е прашање дали САД ќе биде втора држава на Кина или Кина ќе стане држава на САД. Инаку малку се насмеав сноши кога гледав таа емисија, не сакам да ја спомнувам. Смешно дека Русија е создала Кина и мокте и дека Русија стои позади Кина сега. Тоа малку е трагикомично и смешно да се изјави таква анализа. Значи човек само што не ја познава историјата може се да го каже. Прво, комунистичката партија на Русија не ја создаде Кина, точно дека од Коминтерната потекнаа многу комунистички партии во Југославија и така натаму. Дека, но кој го создаде комунизмот прво? Значи треба да појдеш од корено за да зборуваш. Комунизмот не го создаде Русија, не го создаде СССР. Комунизмот го создаде Запад. Знаеме дека Капитал го напиша Карл Маркс и Фридрих Енгелс. Значи тоа е борба против словенството, против православието. И затоа се изведува Октомвриската револуција, која не е опште руска револуција. Тоа е Русија, Ленин е неко евреин по патеко, британски шпиони доаѓа. Они биле малцинство. Значи тоа е приказна за некој што не ја знае. А факт е дека понатаму, кога Сталин, кој исто не е чист русин, доаѓа на власт, прво што прави се рачиство со евреите, еврејското лоби, со многу од нив падат на Сибир, некои се убиени, и понатаму што прави Сталин? Ги создава, значи, своето влијание за да го расшири, тоа го прави преку комунистичката партија или комунистичка партија на земјите што сака. И тука е веројатно и комунистичката партија на Кина создадена. Но Кина како држава денеска, во овој бриг што го гледаме, ја создаде токму Кисинџер или САД. Но исто така факт е дека технологијата за атомската бомба Кина ја доби од СССР. Но истата таа Кина имаше две војни или два војна конфликта со СССР кои ги изгуби. Од тогаш не и текна, они има желба да го населат Сибир, бидејќи Русија, самиот Сибир е поголем од Европа, значи Русија е дупло поголема, но тоа е земја со малку населено, најретко населена земја. И од тие причини руската вакцина не е безбедна, значи нити Путин, нити било кој би си дозволил да го намали своето население, па макар тоа било и население на 60 години. Они од причина да го заштитат здравото, значи работничкото население прават вакцината, бидејќи има веројатно некои субстанции кои може посети луѓе не би ги држали, не ја употребуваат кај нив. Инаку Русија, ако сакала бенефит самата да прави, немаше да понуди оние држави кои се способни нормално да прават вакцина, да произведуваат сами. Инаку во Америка предстои еден голем хаос. Значи, во самиот САД, што никој досега не се случило, ако земе од граѓанската војна во Русија, во САД, значи пред 100 години, во Вашингтон моментално има скоро 30.000 војници повлечени во пуна војна опрема. Значи, САД се подготвува дали за граѓанска војна или за отпор. И тоа замисли, тоа е заради промоцијата на или инаугурацијата, поточно кажано, на Џо Бајден на 20 сега, значи за 2 дена. Но во моментот во САД исто така постоја големи групации, инаку упадот во Конгресот не беше од страната на Трамповите, Трамп што поддржува, туку од страната на демократите,
затоа е и притворен нивниот водач, деновија. Инаку, кој што реков, меѓувреме и Трамп направи своја група, поддржувачи, тоа се вика МАК, значи, кои се добро наоружени, да се разбереме, и многу од нив најавуваат за 20 да присуствуваат во Вашингтон и, значи, тотално наоружени, од таа причина се тие 30.000 војни. Значи, без разлика дали ќе има сега конфликт или нема, конфликтот по моје ќе биде виде од крајот на јануари, февруари најактуелен, тука ќе не може би исто и веќе да биде од крај. Без разлика дали Бајден ќе биде избран, многу аналитичари во САД зборуваат дека Русија повеќе не е непријател број 1, него е Кина. Осебно сега Кина и кога стана малку војно помоќна, но далеко од Русија. Кина е само копи-пест, прави ништо друго. Она се обиди да направи своја вселенска станица, но и падна. Тоа успеа до сега само Русија. Премаше својата вселенска станица Мир, за да вида дека е тоа скапо за одржување и препуштане, и тој го препише на меѓународната вселенска станица, која русите изградија, но повторно Русија има тоа план да градат нова вселенска станица, значи многу посовремена и од нивната прва и од моментално меѓународната вселенска станица. Сака да признаем или не, без разлика, не сум русофобион, нити пак ги мразам, нити некого сакам. Јас сакам кој новин аналитичар објективно да ви ја пренесам сликата, објективната слика. Значи, во моментот само Русија е моќна. Зошто е моќна? Она е моќна и на економско, и на војно пари. Ќе кажете, Русија е 5-6 економска сила. Да, согласно со това. Но Русија поседува 2/3 од светските природни ресурси. Тоа многу зборува. Они, значи, порано 70% скоро од рускиот буџет се пунеше од природните ресурси. Сега не е така, само 30%. Они порека, осим војната индустрија, они ја развиваат го земјоделството, храната. А храната е најбитна кај луѓето. Ти ако нема што да дадеш, се ти е џабе. Они од увозници на пшеница стана извозници. Путин нареди да се развие земјоделието, бидејќи имаат многу газ. Значи се направени пластеници во секое време, во Русија имате свежи компери, домати, краставици и така натаму. Но да не е дал, значи има престат интересни работи, ќе се одат и на Балканот, но не би сакал да Балканот многу зборувам, особено не за Македонија. Но ќе повторам, може би ќе ми се наложат малку членовите поддржувачи на Вомрот да поне, далеко тоа дека сум ја против Вомрот да помане или бил партиска книжка не сум имал никош, но сум бил на основачката собрание, чак и им помогнал да дојдат 98 на власт. Тоа затоа платив оно што си барав, а не сме да употребам мојот мог, но тоа е најмалку важно сега. Сакам да ја кажам дека со Мицковски, нямам ништо лично против него, следните 100 години има да дадат на власт. Иначе, Заев, без разлика, дали го сакам, не го сакам, било штото, нормално дека не ми повоѓа, но мора да пред да направи еден паметен потек. Тоа првиот потек го направи минатата година, што ВМРО го превиде. Значи, пред изборите им додали ваучери на овие што се во бирото и што имаат плата под 15.000. Тие ваучери помогна да после 2002 прв пат се само добие избори. Два пратеника, главно ги доби изборите, баром за парламентарните избори. Потоа што направи, пред нова година пуштеше по 6.000 на пензионерите. Ви кажав дека во претходното видео Груевски направим по 600 денари месечно, качуваше секоја година, ги добиваше изборите кога сака. Последните 4 години, 2 години качуваше, затоа ги изгуби последните избори. Ја верувам дека Заев со јануар, во февруар ќе земат пензионери, ќе каче ветената минимална пензија до 10.800, кој што ветија, веројатно во кој денес ќе биде, со тоа што потоа самиот ќе го распушти парламентот, значи не му треба вако мнозинство, вака уцинет. Значи, сега не е само на вас, буквално со ваквата влада, малцинска влада, повеќе владата од балансирање го само, поточно дури.
а тоа на Заев нема одговара, а со качување на пензиите ќе се распуштат и што значи дека ВМРО нема да има гласачи. Оно што, еве, например, Груевски го направи, успеа да ги сите фракции обедини, кај Мицковски ВМРО се распаја на фракции. И затоа Заев го чува кочи во глава. Не дозволува никој да го смени, нити да дојде до предвремен избор на лидер или конгрес на ВМРО да помаре. Толку до сега ќе ми простите, повеќе ќе видим следниот пат во моите јавувања. Ме посакувам убав ден, а ние пензионери вака со минимални пензии, кои се дочекуваме покачување, ако е здравје, и порачувам на ВМРО да поменете одличен потек на Заев, што верувам дека ќе го направи, моите не изборуваат. Со тоа ќе предизвика предвремени избори на кои нема шанса ВМРО да дојде од тие причини што македонче се продава за шарено бомбонче, а тоа зборува дека ќе ги земе гласачите на ВМРО да пане. Кој се гласи? Гласачи на ВМРО се сиромаштијата. Значи, оние што се по 15.000 пензија и се мали плати. Не се, значи, оние со високи пензии и административците. Толку до сега ви посакувам ден и убава текот на недела, драги пријатели.